Меница, пепелница, лисна болва, како и разни други инсекти ги напаѓаат овошките и градинарските култури во овој период од годината. Имено почнувајќи уште од расадувањето па се до созревањето на плодовите, производителите треба да извршат повеќе агротехнички мерки за богат род. Покрај наводнувањето, кое е најдобро да се изведува со систем капка по капка, како и прехранувањето на културите, за поголем принос агрономите ги советуваат земјоделците да ги заштитат своите насади од повеќе болести и штетници. Во почетокот се прска со системици, а потоа се прска со контактни препарати или на база на органско, може така со бакарни препарати, или сами да си приготват синкамен и вар. Кога почнат веќе плодовите кои се заврзани на тоа, зборуваме за градинарските култури, и како кај пиперката, домотот, крставицата и компирот. Додека во воштарството сега поинтересно и поактуелно е напаѓањето на фузикладимот, напаѓањето на пепелница, штетници, лисни вошки, разни други штетници. Во овој период е редовна заштита на сите овие култури, дали ќе биде кај јаболка, дали ќе биде кај слива или зависно од праски и така натаму. Кога станува збор за болестите кај културите, експертите препорачуваат да се користат незаразена почва и вода, додека кај вирусите најдобро е да се изврши третирање со контактни инсектициди. Главно што е интересно да се води ред со прскањето заради каренцата. Значи каренцата од последниот ден на прскање па до бербата, тоа секој производител треба да води ред за да бидат заштитени сите конзументи на земјоделските производи. Доколку плеверите сега интересно е, тие се веќе пон пораст, може да имат и претерано, се прска со хербициди. Хербицидите се избират зависно од плеверите, дали се повеќе годишни или едногодишни плевели, така ќе се изберат и самите препарати за заштита на насадите од плевели. Така да има селективни и неселективни хербициди. Доколку земјоделците навреме ги извршат сите овие агротехнички мерки, ќе ги заштитат земјоделските култури од штетници и болести, а со тоа ќе имаат и богат род, велат агрономите.